Добро вечер, кавадарци, добро вечер, почитувани пријатели и вредни лозари. Секогаш, кога сум меѓу земјоделци, сум како меѓу своји. Од 2006 година битки биеме за подобар развој на македонскиот аграр. Од 2006 година со добар дел од вас се среќававме или во емисијата Фармер на еден телевизија, или на блокади и на протести. Секогаш беше битка за да живеете достоинствено, да ви се исплати производството, да ви биде профитабилно производството. Но ова што се случува сега е уништување на македонскиот аграр и ваше осиромашување. Верувајте, Груевски такви ве сака, осиромашени, затоа што ќе може да ве купува и корумпира со субвенциите кои што ви следуваат. Субвенциите, почитувани земјоделци, се државна мерка, а не партиска. Тие не ги дава Груевски од джеп, ниту Ставревски. Тие ви следуваат со закон, исто како што им следуваат пензиите на пензионерите. Тоа се ваши пари, тоа се ваши заработени пари. Агросекторот само по основ на давачки, од плати, од нафта, од акцизите што ставате нафта во тракторите, 200 милиони евра внесува во буџетот на Република Македонија. Ниту пола од тоа не се враќа кај нас. Она што се случи на 24 декември најдобро го опишува професорот Светомир Шкарич, професор по уставно право. Тој вели, тоа беше поништување на законодавната власт од страна на извршната власт. Ваков случај, почитувани пријатели, имало само во 17 век и ова што се случува сега во Македонија ќе влезе во историјата на уставното право. И тогаш упадот бил поради буџетот. И сега, на 24 декември, кога им се чепнавме во парите, кога видовме дека повторно 200 милиони евра сакаат да потрошат за рекламирање, за споменици, за намештај, за автомобили, кога им рековме доста е, нема веќе задолжување на оваа држава, нема трошење за непродуктивни пари. Тогаш го направија она што го виде сиот македонски народ, но и целиот свет. Не смееме да дозволиме да вака да манипулираат со нас. Особено манипулираат со вас земјоделците. Се сеќавате како велеа, дека ако не се донесе буџетот, ќе нема субвенции. Јас сакам да ви биде едно јасно. Субвенциите кои што вие сега ги чекате, тоа се пари предвидени во буџетот за 2012 година. Ние во собрание тој буџет го донесовме и вие досега требаше да ги имате земено сите субвенции планирани за 2012 година. Но што направија они? Законски го поместија рокот до крај на јуни наредната година. Тоа значи, почитувани земјоделци, дека со буџетот од 2013 ќе ги исплаќаат субвенциите за 2012. Прашувам, каде се 100 милиони евра субвенции? Ги украдоа. И ќе ви кажам, во центарот на Скопје, во спомениците на плоштадот на Скопје се сите субвенции и на лозарите, и на сточарите, на градинарите, на тутунопроизводителите. Ова што сега се случува, ваквата манипулација со земјоделците, секогаш ја прават со подршка на така наречените лидери на земјоделците и вие тука го имате добро познатиот Аризанов. Тој е најголемиот злосторник и уништувач на македонскиот аграр и ваш. Во име, наместо да се борат за вас, тие Аризанов, тука и Тантаров, тука и Ефтим Шакле, тука и председателот на Федерација на фармери Андреја Секуловски, сите тие се продадени души за пари на власта. Тие работат само за власта. И гледате сега што се случува. Проблемите што ги имате со неисплатеното грозје се сведува
дека се виновни газдите на винариите. Но верувајте дека, ако во една држава се почитуваат законите и договорите кои што ги имате склучено, тогаш државата треба да ги санкционира винариите, газдите на винариите. Сакам да ви кажам дека се е со дозвола на власта. Наместо Аризанов да ги носи сега или на блокади на патишта или пред винарските визби, лозарите треба да одите пред влада. Тоа некои го дозволуваат така да си поигруваат и да ве манипулираат. Исто така, кога ќе ве слушнам како разочарани кажувате дека па не ни треба нас субвенции, нас ни треба само добра откупна цена. Почитувани земјоделци, субвенциите мора да ги имате. И тие ќе ги имате без разлика кој е на власт. Но земјоделското производство не се само субвенциите. Мора да имате поевтини репроматеријали, мора да имате 50% поевтина нафта, заштитни средства, ѓубрива, сите репроматеријали треба да ви бидат поевтини. На тој начин производната цена ќе ви биде пониска и тогаш ќе ви се исплатат цените кои што ги нудат винариите. Јас ви уверувам дека треба да не бидете скромни, понижени и поразени и да молите за собствените пари. Јас ве уверувам дека ќе имате подостоинствен живот, дека ќе ви биде исплатливо производството. Само треба да кажеме, доста е на оваа влада која што го уништи македонскиот аграр и ја уништи целата држава. За крај, почитувани земјоделци, ние имаме историска задача со вас. Една држава, кога е во криза, само земјоделското производство, само производството на храна може да ја извлечи земјата од криза. Ве повикувам да ставиме крај на ова владење на Груевски, ве повикувам да бидеме, да издржиме само предвремени парламентарни избори можат да ја сменат ситуацијата во оваа држава. Да живее кавадарци, да живее Македонија.